Крено, почитувана председателке, очекував полна сала. Зошто? Бидејќи едно од најгорливите прашања е токму она што се однесува на статусот и состојбата во Советот за јавни обвинители, како и во Судскиот совет. Факт е дека очекувањата овие две тела да гарантираат независно и самостојно правораздавање, овие две тела да бидат гарантори за стручност и компетентност, овие две тела да гарантираат независност на судството, не се реализира. И кога целата правничка фела, и не само таа, туку дури и странските амбасади го проблематизираат постоењето на овие два органи, ние си продолжуваме да си бираме членови во нив, како ништо да не се случило. Како може, значи, органи чија екзистенција е спорна да си продолжат да си живеат со наша помош? Тоа е првата забелешка. Втората забелешка е, можам да кажам, генерална. Имено, факт е дека во минатото се очекуваше токму членовите на Судскиот совет, избрани од Собранието, на Судскиот совет и на Советот на јавните обвинители, избрани од Собранието да бидат најквалитетните. Зошто? Токму поради инволвираноста во нивното предлагање и на председателот на државата и се разбира токму поради посебниот статус што го имаат, бидејќи, нели, од нивните редови се бираат председателите на овие тела. Ни тоа не се оствари. Но, на примерот на кандидатите за кои што одлучувавме и денеска одлучуваме, се гледа проблематичноста на придавката истакнат правник. Апсолутно таа не оди со биографиите на кандидатите што се појавуваат пред нас. Не е многу пријатно да зборувате за луѓе кои не се тука, но јас не можам да не го истакнам следново. Да, според законот, кандидатите за членови на Советот на јавните обвинители може да доаѓаат и од редот на адвокатската фела. Најпрво, тие би можеле да бидат од редот на професорската фела, би можеле да бидат од редот на претходни судии во меѓународни судови, би можеле да бидат, еве реков, и адвокати. Меѓутоа, кога адвокатурата не е пропратена со посебен статус во оваа многу важна област, многу пати сум рекла и сега ќе повторам, дека ние ја занемаривме адвокатската дејност како еден можен, важен резервоар, сум потенцирала и при изборот на судии, и при изборот на јавни обвинители, и на тој начин всушност
оневозможивме да се балансира односот или да се пополни недостигот на судии и на јавни обвинители заради законските решенија со докажан кадар во оваа област. Парадоксот на Македонија е што, ако во Европа и во светот адвокатите се стануваат судии и јавни обвинители, кај нас обратно. Судиите и јавните обвинители заминуваат во адвокати. Таков е случајот и со денешната кандидатката Кети Петкова. Кога го читате нејзиното CV, се соочувате со следново. Тешко може да откриете тука дека во прашање е кандидатка која што е истакната во адвокатската фела или претходно би била, бидејќи била јавен обвинител на основното јавно обвинителство Гевгелија, дека се истакнала со својата работа во сферата на јавното обвинителство, и ако одите назад, истото важи и за студирањето, истото важи и за магистрирањето. Не гледам овде објавен труд во оваа област, сите исто пишуваат, учесник на повеќе едукативни работилници, студиски престои, куси, но тоа не е доказ за истакната улога во правната наука, не е тоа доказ за придонес правен во правната мисла, не е тоа доказ за придонес во судската етика, во обвинителската етика, бидејќи не достигаат овде, да речеме, извештаи за евалуацијата додека била јавна обвинителка, а таква може да има, која што нема ни, да речеме, очекував, може зошто да не побара кандидатот препорака од адвокатската комора, бидејќи и тамо се знаат адвокатите меѓу себе, не само по статусот во адвокатската фела, туку точно и во придонесот улогата во развивањето на правната мисла, правната етика, правната култура. Значи, истакнат е некој кој е препознатлив во својата фела. Истакнат е некој кој се помни, истакнат е некој кој што се познава од пошироката правна јавност. Во случајов, за жал, не се работи за таква кандидатка. Згора, сите ние сме свесни дека при изборот на кандидати во судски органи, вклучувајќи го и Советот на јавните обвинители, овде најважната истакнатост или најважниот придонес или најголемата блискост е всушност партиската. Мислам дека тоа е погубно за судството и за јавното обвинителство, каде што само луѓе, каде што интегритет и дигнитет може да манифестираат и да бранат, само кандидатки и кандидати кои што не се под партиска закрила, туку се кандидирани точно заради богатата биографија во оваа сфера. Не е многу пријатно човек да истражува за каква кандидатка се работи, меѓутоа, прво, да завршите факултет на 30 годишна возраст
и не е нешто што е за истакнување. Да магистрирате на 55 годишна возраст, во 2017 кандидатката магистрирала и не е некој голем успех. Исто така, не знам од кога не сум видела ретко просек да е наведен. Да, магистерскиот труд е интересен, бидејќи обработува прекршочната наспроти казнената одговорност, меѓутоа тоа не е доволно. Значи, прво, сериозно сум загрижена, искрено јас очекував први што ќе поднесат оставки и во судскиот совет и во советот на јавни обвинители да бидат оние членови кои овде во овој парламент биле бирани. Зошто? Бидејќи кај нив е најизразита партиската блискост и тоа веднаш може да се види не само од сликите, туку и од активностите. Ние, пратениците, мораме да се однесуваме одговорно. Ние ги представуваме граѓаните и гласаме по сопствено уверување. Уверувањето го формираме, или ако сакате, уверувањето не може да заборави дека мораме да гласаме за истакнати правници. Тоа за жал не го правиме и јас честопати велам дека подитно треба да се преиспита статусот на Комисијата за избори и именување во предлагањето на кандидатите, зошто бидејќи ако анализата покажува дека нашите кандидати ретко биле истакнати правници, тогаш и ние имаме голем удел во парализата, нефункционалноста, непрепознавањето на потребата дури од постоење на Совет на јавни обвинители и Судски совет, или ако сакате, крајно време е да сватиме дека се потребни законски измени во кој правец? Во правец на поинаков избор на овие лица. Многу пати сум го дала примерот на антикорупцијската комисија и Комисијата за заштита од дискриминација. Значи, мора да внесеме елемент на компетитивност во поглед на стручноста, во поглед на етиката, во поглед на интегритетот на кандидатите. Како ќе се обезбеди тоа, ако во изборот учествува широк круг или хетероген состав на луѓе од областа на правото. Не само пратеници, зошто? Зошто тогаш доминира за жал политичката и партиската определба. Јас не сум видела во овие 2,5 години присуство, гласање поинакво од пратениците на власт за некои кандидати. Тоа е шокантно, бидејќи многу лесно можете да препознаете дали некој е истакнат во професијата или е истакнат во политиката и во партијата. Сега, можеби за партиски функции, второво е важно. Меѓутоа, за вршење на судската функција, тоа е огромен хендикеп. Ако влезете
во вакво тело со ваков товар партиски и политички, вие во стартот сте хендикепирани, бидејќи не влегувате како име и презиме во професијата што е важна, тоа не е гаранција за самостојно и независно одлучување, туку за подчинетост и за координирана работа со оние кои ве назначиле на место каде што во поинакви услови на компетитивност, на отворено интервју, на јавност, на детални и богати CV-а од кои ќе се види кој, односно која е која, тогаш вината е и наша. Значи, од овие причини јас не можам да поддржам ваква кандидатка. Не можеме ние со кандидати и кандидатки кои се непознати во фелата што ја представуваат, да очекуваме судски реформи. Зарем не сме свесни дека она што се случува и во Советот на јавни обвинители, и во Судскиот совет е неразделно и длабоко поврзано со нас, бидејќи ние сме тие кои ги избрале или, ако сакате, го аминувале изборот на овие личности. До кога ќе веруваме дека е можна трка со еден кандидат? Кога ќе објасните на колешки и колеги од другите парламенти во кои исто така има многу случаи кога се бираат членови на вакви тела во парламентот, но најчесто со двотретинско мнозинство и во еден процес кој што е транспарентен, инклузивен, тогаш навистина сме различни од европските стандарди и од европската пракса. Видете, ако довербата во судството во услови на перманентна политичка криза паѓа, тогаш е тоа драматичен повик за промени. Значи, нас може да ни помогне само по инаков начин на проверка на тоа кој, односно која од кандидатките е истакната во својата професија, бидејќи истакнатоста е гаранција за самостојност и независност. Подитно мора да го смениме начинот на изборот, кажувам, на членовите на Судскиот совет и на Советот на јавните обвинители. Очекувам не најдобрите кандидатки и кандидати да даваат оставки во ваквите тела, туку токму тие кои се избрани врз политички и партиски критериуми. Заклучувам, за жал, кандидатката Кети Петкова не е, според мене, истакнат правник, не може да помогне во надминувањето на парализата на Советот на јавни обвинители, не е реформаторски профил и затоа јас нема да може или нема да гласам за неа. Мислам дека ова што го правиме, кога не е убаво да употребам израз,
се однесуваме како ништо да не се случува во Советот на јавни обвинители и покари предупредувања од сами јавни обвинители за трговија со интереси, за политичко-партиски, економски спреги, апсолутно треба сериозно да го сватиме. Наместо ние да ја продлабочуваме кризата во Советот на јавни обвинители, треба самите да се соочиме со вистината дека ова тело на крајно проблематичен начин ја врши својата функција, дека не гарантира независност, самостојност, стручност и компетентност во работата на јавните обвинители, во оценката на јавните обвинители. Да ве подсетам, односно немам кого да подсетам, освен четворица присутни колешки и колеги, дека состојбата е на ивица на распад, дека 3% доверба на граѓаните се крик дека нешто е труло во овој орган. Да подсетам, при презентирањето на секој извештај, укажував дека извештајот не личи на извештај, дека е тоа обична информација. Ако ваквите тела, двете, се состануваат по 2-3 пати во месецот, прашањето е дали воопшто имаме потреба од вакви органи или целосно треба да се смени начинот на работата, односно начинот на оценката, начинот на следењето на работата на јавните обвинители и на судиите. Во прашање се врзани садови. Садовите се искршени, колешки и колеги. Ги нема. Веќе ние немаме гаранција за независно постапување на Советот на јавни обвинители. Мислам дека сите треба да се да прашаме или да се запрашате пред да кренете рака кого бираме, кого гласаме и дали треба да се одважиме да не ја послушаме наредбата, да не ја послушате, наредбата од партијата, која е секогаш политичка, бидејќи со вакви членови на Судскиот совет ќе продолжи да тоне во кршење на правото наместо во одбрана. Граѓаните пак нема да гледаат во ова тело, како што не гледаат орган кој што е синоним за постапување во горењето на сторителите на кривичните дела врз основа на Уставот, законот и етиката, туку продолжение на партиската политика која не смее да биде или некакви економски, олигархиски политики кои се далеку од владењето на правото, клучната Копенхагеншка определба и клучниот проблем на ова држава, ама и клучната гаранција дека ние ќе може во
правото и правдата да се однесуваме европски. Благодаря.